Ви благодарам на сите што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. На оваа пресконференција ќе коментираме, ќе кажуваме, ќе обзнаниме работи кои што овие денови почнаа да се одматуваат и расветлуваат. Почитувани, доколку македонската јавност досега не знаеше кои се така наречените граѓански здруженија Плоштад Слобода, Распеани Скопје, или пак кои се така наречените паркобрани, кои секогаш се појавуваат да ги спроведат партиските агенди на СДСМ, сега тоа станува совршено јасно. Покрај очигледната голема подршка од Сорос фондацијата, овие организации имаат и друга позадина. Еден од најгласните водачи на сите три така наречени граѓански здруженија е Никола Наумовски, прв братучет на Радмила Шекеринска. Никола Наумовски, уште од 2011 година, е првиот запишан собственик на фирмата Софикс ДЕО, актуелно овие денови со бизнисите давани од страна на Јован Деспотовски, меѓународен секретар на СДСМ, на првата братучетка на Радмила Шекеринска, Искра Петровска, која пак е исто така и сестра на Никола Наумовски. Значи, тука се документите кои што го докажуваат тоа. Фирмата Софикс е собственик на фирмата БТ Македонија, која директно се појавува како фирма која добива бизниси од Секретаријатот за европски прашања, а доделен од меѓународниот секретар на СДСМ Јован Деспотовски. Врз основа на решение, меѓународниот секретар на СДСМ внатре во секретаријатот има лично овластување за актите за материјално-финансиско работење на донацијата од владата на Кралството Норвешка. Значи, тој раководи со тоа. Законот за јавни набавки во член 9 предвидува дека овие средства може да се разболагаат и без тендерска постапка. Но очигледно е дека бизнисот го добива фирма која фамилиарно е поврзана со Радмила Шекеринска. Фирма во која бил собственик незиниот прв братучет Никола Наумовски, а управител првата братучетка Искра Петровска. Логично е, човекот кој е вработен во Секретаријатот за европски прашања од страна на Шекеринска, а денес и претходно е од најблиските соработници, ја одбира фирмата БТ Македонија, која е семејно поврзана со Радмила Шекеринска. Станува збор за 820.923 денари, според документите со кои што ние располагаме. Исто така, дали има повеќе, сега или во минатото, со оваа фирма или со други фамилиарно поврзани фирми на Шекеринска и други членови на раководството на СДСМ, треба да одговорат тие. Ако некој се чудеше како функционира двоецот Шекеринска и Заев, денес сето тоа е јасно. По принципот на братучеди. И едниот и другиот имаат братучеди кои што се и тоа како бизнис поврзани. Кога ќе видите некоја ваква организација од типот на Распеани Скопјани, Плоштад Слобода или така наречените паркобрани, која тера партиска агенда за СДСМ, скоро секогаш треба да ви биде на увид дека тоа некој дебело го плаќа и финансира од позадина. Дали се тоа средства од Сорос, од државата, од локалните самоуправи и општините или меѓународна помош, секогаш е исто. Она што е значајно е дека водачите на тие организации секогаш имаат некоја фамилиарна или партиска или бизнис поврзаност со врвот на СДСМ. Зачудени сме докаде оди дрскоста на СДСМ и нивната арогантност. Што мислеа, дали мислеа дека нема да се дознае дека и тоа како се поврзани? Прашањето на кое мора да одговори Радмила Шекеринска и СДСМ е дали по истиот принцип постапувала и кога била шеф на секторот за европски прашања како подпредседател на владата. Ако незините вработени денес имаат храброст и дрскост да постапуваат вака, може само да замислиме како постапувале кога шефица била Шекеринска. Премногу ваши и братучеди на Заев се појавија во бизнис релациите со институциите и луѓето каде што вие имате влијание. Можете да кажете и дека се е чисто и законски, дека тоа е ваш избор, но фактот е дека 1 мал милион ваши братучеди и блиски на Заев добивале работа и никој тоа не може да го избрише. Скандалите со фамилијата на Заев, скандалите со скапата кирија од 5317 евра месечно, која Шекеринска ја добива за стан заедно со нејзиниот сопруг кој што е нивен и сами живеат во него, скандалите со повеќето станови, луксузни вили и джипови, скандалите со тендерите во Куманово, кои ги добива Манчевски и така натаму, говорат за начинот по кој СДСМ размислува и работи.
очигледно е дека во СДСМ ништо не се менува.